Да ја пренесам годинешната порака за светскиот ден на театарот, со што сум исклучително почестена. Се сетив на една мисла која ја прочитав некаде, а која вели дека е невозможно за театарот да зборуваш спокојно. И мислам дека тоа е највистинскиот одговор на прашањето што е за тебе театар. Посебно за некој кој што е со театарот буквално од кога знае за себе, некој кој што растел и старее со него. Накратко, јас не можам мирно и ладнокрвно да речам, знаете, театарот за мене е тоа и тоа. Не можам, затоа што прашање за мене е исто како да ме прашате што е за тебе животот. Дури и повеќе од тоа, како да ме прашате што е за тебе љубовта. Љубов. Тоа е вистинскиот збор за театарот кој ми доаѓа на ум кога мислам на театарот, кога сум во него, на сцената, во публиката, додека ја подготвувам улогата. А чувствата, тие не можат да се опишат така лесно со зборови. Тука се испреплетени и срцето, и душата, и умот, и телото. Тука се и потта, и солзите, и смејата, и лутината, и болката, и радост. Тоа е, сигурна сум, она што му се случува на секој театарски деец. Затоа што без тие чувства, на секој еден учесник во создавањето на идниот живот на една представа, не ќе може да се пренесе драмската магија до публиката. Секој еден од нас кој работи и живее со театарот, ја има таа љубов во себе. Но да не должам со емоциите. Се разбира дека театарот не постои единствено за да ја пренесе на публиката магијата која ја создаваат драмските автори, заедно со режисерите, актерите и сите други театарски творци и работници. Неговата задача и мисија е и да го следи животот, да реагира на случувањата во општеството, во светот, да укаже на опасностите и девијациите во нормалноста и хуманоста, да ги соопшти пораките кои светот и човекот имаат потреба да ги слушнат во времења на кризи. Затоа ќе искористам оваа прилика за една порака по повод светскиот ден на театарот, а за која сум сигурна дека ќе испраќам во името на сите мои колеги, сите театарски творци и работници во Република Северна Македонија. Да ги оставиме драмите да се играат на театарските штици, во костуми, со сценографија, кореографија, под рефлекторите на сцена, со музика, со сето оно што ја создава театарската магија пред театарската публика. Нека се смее таа публика, нека се замисли и загрижи, па и нека заплаче, но нека заплаче за судбините на Антигона и Офелија, за оние трагични ликови кои ние, актерите и сите други театарски дејци им ги пренесуваме на сцена од делата на драмските уметници. Да ги отстраниме драмите од нашето секојдневие, од улиците, градовите, селата, каде што поради болните амбиции на некои ликови со моќ и диктаторски амбиции, терористи, екстремисти и манипулатори со верските и етничките чувства страдаат нечии деца, браќа и сестри, родители, љубени, блиски, соседи, сограѓани, сонародници, луѓе од крв и месо. Драмите, трагедиите не треба да се одвиваат на ниедно друго место, освен на театарската сцена. Затоа кажете им не. Не на тие што прават светот да крвари, бидејќи секое наше противење се брои и се разбира. Повелете во театар. Ската порака за меѓународниот ден на театарот, пишена од Самиха Ајуб од Египет, египетска актерка. А за сите мои пријатели, театарските уметници од целиот свет, ја пишувам оваа порака за вас по повод светскиот ден на театарот и се чувствувам обземена од среќа дека вам ви се обраќам. Секој нерв од моето битие трепери под притисокот на она што сите ние го поминуваме, страдањето на театарските и нетеатарските уметници, страдањето од големите притисоци и мешаните емоции кои се надвиснати над светот сега, тука и денес. Нестабилноста е директен резултат на она низ што поминува нашиот свет, конфликти, војни, природни катастрофи, кои имаат очаен ефект не само врз нашиот материјален свет, туку и врз нашиот духовен свет и нашиот психички мир. Денес вам ви се обраќам, додека имам чувство дека целиот свет стана изолиран остров, или како бродовите кои се губат во маглата над хоризонтот, секој од нив ги шири своите едра и испловува според водство кое не гледа насока во хоризонтот пред него и покрај тоа продолжува да плови, надевајќи се дека ќе стигне безбедно до пристаништето.
подолго преиспитување на непредвидливоста на разбрануваното море. Нашиот свет никогаш не бил толку близко поврзан меѓу себе, како што е денес, но во исто време никогаш не бил ниту повеќе оддалечен и дисхармоничен од денес. Овде лежи драмскиот парадокс кој современиот свет го истакнува пред нас. И покрај тоа што сме изложени на современиот начин на размена на вести и пренос на информации и комуникации, кои ги кршат сите географски бариери, светот напротив сведочи конфликт, кој ги надминува границите на логичната перцепција и создава и одразува очигледно сближување. Сепак, фундаменталното разидување не дистанцира сите нас од есенцијалното во хуманоста, од едноставната суштинска форма. Театарот во својата суштина е чист и хуман акт кој се базира на есенцијалното, хуманото или на есенцијално хуманото, а тоа е животот. Со зборовите на големиот Константин Сергеевич Станиславски: никогаш не доаѓај во театар со кал на чевлите. Оставија прашината и калта надвор. Преиспитај си ги своите мали грижи, караници, проблеми и остави ги на закачалката како твоето палто таму покрај вратата. И сите работи кои ти го уништуваат животот и ти го насочуваат вниманието далеко од уметноста. Кога се качуваме на сцената, се качуваме само со еден живот, оној на човечкото битие, но токму овој живот има способност да се подели и репродуцира, претворајќи се во многу други животи кои ние ги изведуваме на сцената пред светот. Ги оживуваме за тие да цветаат и се шират како парфем и допират до другите. Тоа што ние го правиме во театарот како драмски автори, режисери, актери, сценографи, поети, музичари, кореографи и техничари, сите ние без исклучок сме во чинот на создавањето живот кој не постоел пред да стапнеме на сцената. Овој живот заслужува грижа и рамо на љубовта која ќе го прегорне, љубезно срце кое симпатизира и трезен ум кој го овозможува тоа.